целта на овие посети е најпрво да го представиме новото раководство, се разбира, но тоа е некако секундарно, ајде вака како примарна цел да го дефинираме како од реалните проблеми да извлечеме поука, истите да ги инкорпорираме во програмата која што ќе ја подготвиме, а потоа истото тоа го презентираме пред граѓаните низ Македонија. Затоа што од една страна е лесно вие да седнете со комисиите и со луѓето бирократски во канцеларија да составите програма која што понатаму ќе треба да ја представите пред јавноста и да ја преточите како ваша предизборна програма, која што можеби нема да даде соодветен одговор на потребите на граѓаните, а друго е доколку овие два сегмента, информацијата од терен и вашата програма ги соедините и тогаш сето тоа им го представите на граѓаните како предизборна програма. Или со други зборови кажано, теоријата и праксата да ги споиме. Јас, бидејќи сум човек од праксата, тоа го зборував и сега, и можам да кажам од искуство дека теоријата дома и праксата некогаш знаат да бидат различни, но кога двете ќе се спојат, бидејќи едната без другата не може, тогаш успехот е загарантиран. Мотивирани од тоа, тргнавме низ Македонија, јас како нов председател на ВМРО-ДПМН, заедно со координаторите од извршниот комитет, заедно со подсекретарите, да можеме да ја презентираме нашата визија за Македонија, нашата визија за ВМРО-ДПМН, за периодот кој што следува, период кој што ќе изобилува со многу предизвици од секаков карактер, државнички, политички и економски, за кој што за жал ќе мора да понудиме соодветни решенија, бидејќи ова што и се случува сега на Македонија се граничи со лудило и терор. И често пати ми зборуваат луѓето: добро, зарем е се толку лошо, зарем не можете да издвоите еден позитивен проект. Јас преска зборував и со нијата на млади сили, на вистина не можам да се сетам во овие 10 месеци за еден успешен проект кој што Зоран Заев и групата околу него го имаат завршен. Индустриското производство ни е намалено за 4%. Промаршија буџет за отприлика 150-160 милиони евра, иако наследија полн, иако има можност истиот да му направат ребаланс и да го прилагодат на нивните нови политики со време уште во мај месец, невешто тоа го направија и повторно промаршија. Денеска, тоест се извинувам, вчера ја читав проценката на Стандард и Пурс за кредитниот рейтинг на Македонија, која што е ист како и минатата година, впрочем ист како и изминатиот период. Имаме кредитен рейтинг стабилен, ББ минус, но она што загрижува е повторно ревизијата на евентуалниот раст на бруто домашниот производ за 2018 година, кој што од 3,2 предпоставен од владата и врз основа на кој се темели буџетот, овие го намалија на 2,7, што значи дека повторно имаме половина процент промаршување за сега во првите 2 месеца. До крај на годината ќе видиме како ќе биде. Реализација на капитални инвестиции многу мала од буџетот. Беше еден бизнисмен кој што генерално се занимава со градежништвото, ми вели порано председателе во декември, февруари месец ми учествувале во просек во изминативе 5 години преку 200 тендери. Сега знаете ли, ми вели, колку учествуваме? Му викам, не знам, вкупно 7. Што значи тоа? Тоа значи дека периодот кога треба да се подготват за да можат да нападнат за време на градежната сезона на пролет и на лет и на есен, они тогаш ништо не работат. Дали допрва ќе почнат, ќе видиме. Имаме киднапирано општество, неспособна влада.